Почитуван домаќине, министер Димитров, но и заменик министер, државен секретар, почитувани вработени во Министерството за надворешни работи, почитувана министерке за труд и социјална политика Царовска, почитувани представници на дипломатскиот кор во земјата, драги амбасадори, почитувани гости денеска присутни. Навистина ми е задоволство што токму годинава, која што е клучна за евроатлантските аспирации на Република Северна Македонија, да се навршуваат цели 5 децении од зародишот и поставувањето на темелите на македонската дипломатска мрежа. Пред точно половина век беше формирано Бирото за односи со странство, односно институцијата предходник на современото Министерство за надворешни работи, кое што пак на денот на независноста, на 8 септември 1991 година, започна со изградба на сопствена дипломатска мрежа и ја презеде одговорноста за етаблирање на земјата како независна и суверена држава. Од тогаш, но особено во последните 2 години, главна определба на Министерството за надворешни работи на владата на Република Северна Македонија е да делуваме проактивно и конструктивно во меѓународните односи, да ги решаваме проблемите и прашањата со кои што ќе се судриме, при тоа почнувајќи од најгорливите отворени прашања со соседите. Наша цел е и да ја промовираме државата како кредибилен и релевантен соговорник во сите меѓународни организации. Денес, гордо и со крената глава, можем да кажем дека ваквата наша определба е преточена во реална меѓународна политика. Северна Македонија за многу краток период ги реши сите отворени прашања и несогласувања со соседите. Од изолирана држава прерасна во модел за успешно решавање на билатералните спорови. Од нашите најголеми противници создадовме наши најголеми сојузници и подржувачи на патот кон НАТО и кон Европската Унија. Реалноста стана наша стратешка ориентација и долгогодишен стремеж да бидеме на иста маса со големите сили во НАТО сојузот. А веќе сме на чекор да го преминеме и прагот на Европската Унија. Овие факти за мене, а верувам и за сите граѓани на ова наша земја, се повеќе од доволни да продолжиме во исправец кога е меѓународната политика во прашање. Денешниот јубилеј е навистина значаен бидејќи е сведоштво за континуитет, но со себе носи и голема одговорност да создаваме уште поуспешна меѓународна политика. Затоа, заедно со Министерството за надворешни работи, кое што е носечки столб на меѓународната македонска активност, ќе развиваме дипломатија заснована на професионалност, заслуги, континуирана едукација и искуство. Во оваа прилика би сакал кратко да се осврнам и на јавноста или културната дипломатија, односно на јавната или културната дипломатија. На неа се гледа како на дипломатска комуникација со јавноста во други земји со цел информирање и влијание врз публиката во странство, со цел промовирање и унапредување на политиките што ги застапува некоја земја. Го кажувам ова, бидејќи тука со нас, како почесен гостин, е и нашата представничка на годинешното издание на Евросонг, Тамара. Можем да кажем дека нејзината и наша песна, со која ќе настапи, ќе ја представува нашата земја на изборот на песна на Евровизијата, е вистински погодок и репрезент на нашето општество, мултикултурно и еднакво за сите. Ги упатувам сите мои искрени надежи и поддршка за успех на нејзиниот настап, како и на тимот што ќе ја придржува. Уште еднаш, нека е честит денот на македонската дипломатија.